Вчера започна седмото коло од есенскиот дел на бизнис лигата. Брз, атрактивен и квалитетен фудбал со возбудлива игра до самиот крај и добра навивачка атмосфера. Така изгледаат надпреварите од бизнис лигата кои се играат во малата сала на спортскиот центар Борис Трајковски. Синоќа на почетокот од седмото коло силите си ги одмерија Полиестер Дей и Македонски Телеком. Еве ги нивните очекувања пред самиот почеток на надпреварот. Очекуваме да го добиеме овој надпревар, како и секогаш. Оптимистички влегуваме во него. Подготвени не сме 100%, меѓутоа со тек на настапите ја темпираме формата и се надеваме дека фајнал 8 ќе биде неизбежно, ама да ја одбраниме титулата од минатата година. Команот не ни е тука, меѓутоа ќе се потрудиме со сите сили. Екипата е во глобала иста. Јас се надевам на финале, па што биде нека биде. Максимално сме мотивирани, очекуваме добра игра. Момците се добро подготвени, тренираме секоја сабота во Форца, да? Така да добар надпревар ќе биде во секој случај. Пред се дојдовме да се подружиме. Пласманот многу не ни е важен, така да дружбата е важна, добра игра да прикажеме забавувањето. Тоа. Екипата на Полиестер Дей одигра изненадувачки добро прво полувреме, во кое на минатогодишниот шампион не му дозволи да ја одигра препознатливата игра. Во вториот дел од надпреварот шампионот ги зеде работите во своји раце. Почна да игра во свој стил, постигнувајќи погодоци од одлично одиграни напади за висока победа. Македонски Телеком победи со водство од 7 гола. Надпреварот заврши со резултат 9-2.